Случајот со смртта на малата Јана ја вознемири цела македонска јавност. Се вели дека малата Јана, здраво право девојче, за 2 дена почина. Се бара и лекарска грешка или пак се работи за некоја скриена болест, затоа ќе оставиме, ќе покаже обдукцијата, ќе каже обвинителството, ние нема да навлегуваме. Она за што денеска сакам да разговараме е што овој случај повторно по кој знае кој пат ги вознемири најмногу родителите, меѓутоа и сите нас останати. Дали е можно да се случи да имаме некоја болест која што ја не сме ја откриле? Колку сме само свесни за здравието, за контролите, што е тоа што родителите треба да го направат, да го проверат кај децата на која возраст. Токму затоа денеска ќе разговарам со две еминентни докторки, едниот педијатар, едниот интернист, кој што се слуша гласот и им држи тоа што ќе го кажат, за да се обидеме да објасниме и разјасниме што е она што треба да го правиме. Случаи имало неколку низ годините, кога сме слушнале здраво право дете паднало на физичко или пак при тренирање и сите се прашуваме што се случило и дали можеле родителите да направат нешто за да го превенираат ова. Ќе започнеме, господин Спасија, прво со вас. Што е она што родителите мора, зборуваме за деца, меѓутоа и за доселенти, нели, до тинеџерска возраст, што мора да го внимаваат, колку се чести всушност ваквите скриени болести, да речеме, не знам, срце или така натака? Прво ви благодарам за честа што ми ја давате да зборуваме за една тема која мора да допре до родителите, бидејќи како и да е сите овие работи еве низ годините, првпат разговараме на едно нешто што ние во педиатријата и во медицината го опознаваме како sudden infant death синдром, значи состојба, не би рекла толку како болест или некоја кондиција која може би скриена и која предизвикува ненадејна смрт. Тоа јас се сеќавам првпат го слушнав уште во далечната 2000 година во Австралија, кога бевме на едукација преку Светска банка, каде ги следевме дечињата, особено тие предвремено родените, и каде се инсистираше и тие, како и останатите деца, да спијат на грб. Зошто? Затоа што утврдено е дека ако спијат на стомаче, често пати може да дојде до природно нивно вртење со главчето и при тоа да го запушат, да ја запушат ноздрвата и на тој начин да практично престане дишењето. Сега. Јас ќе се осврнам на целиот тој момент, бидејќи како педијатар ние мораме да го знаеме моментот од самото раѓање. А тоа не се случува кај сите, се случува кај тие што се предвремено родени, бидејќи кај нив незрелиот централен нервен систем зрее покасно. И затоа следењето нивно, особено до 6-месечната возраст, каде исто така може да настапи ненадејно влошување, односно ненадејна смрт, може да биде превенирано доколку се знае дека е така и добие совет од неонатолог, а понатаму од педијатар. Значи, затоа почнуваме од самото раѓање и при тоа треба да се знае дека пациентот е и како фетус. Феталниот процес треба да биде добро мониториран од страна на добар акушер, кој знае да препознае дали уште во фетус, уште во утробата на мајката постои некој тип на некаква аномалија која евентуално би требала да се нотира на време за да истата се следи и се види дали можеби обични банални работи ќе исчезнат со текот на времето, па да не се живее и во стравови, бидејќи секогаш имате две страни од приказната, или е тоа нешто на кое сепак треба да се размислува и да се следат редовни контроли на лекари кои би можеле да ве сугерираат ако има некакво вродено било какво оштетување или проблем кој ќе направи понатаму ситуација. Значи, предвремено родените се под ризик. Кај нив и кога растат и кога се развиваат, незрелиот мозок може да направи таква ненајдена смрт. Зборуваме затоа што ние практично дишеме и живееме не само со белите дробови, срцето не престанува да работи и некогаш мозокот е клучен за да настапи некоја смрт, при тоа останатите органи да се добри. И тоа е практично правата смрт, кога мозокот умира. Тоа е едната страна од приказната, понатаму како новороденчиња се прават контроли на 3-тиот месец, 6-тиот, 9-тиот и првата година, која е клучна за растот и развојот, и тогаш често пати имаме од картончиња од породилишта во кои се вели проверете го срцето дали е добро. И тука постаат одредени моменти кои кај новороденчињата, односно кај децата понатаму може да направат ако постои некое вродено срцево
не би го рекла заболување, би го кажала повеќе како кондиција, која треба да се контролира. Затоа што знаете како заболувања се кондиции кои што се состојби во кои што тоа е веќе нешто што представува трајна состојба, а имате транзиторни состојби кои треба само да се мониторираат, како што е отворен дуктус артериозус го велиме ние, или отворени чворови или дупки во срцето кои исто така се затвараат со тек на време, но мора да се во следат. момент може да предизвикаат проблем. И тоа е тоа што на вистина често пати ние работа која мораме да ја знаеме и затоа велиме кога се понатаму детето развива и кога почнува со физички активности, почнува да оди во градинка, почнуваат многу други работи. Ја мислам дека тука е проблемот, дали ќе се сложите со мене. Бебињата се контролираат. И сите родители чинам дека се и совесни, ги носат на време децата на сите контроли, меѓутоа тоа што велите до година дена. Дали се испуштаат децата потоа кога ќе почнат во градинка, кога се повозрасни, некако има впечаток дека децата се носат на лекар само кога се болни. Затоа и започнав со предвремено родени, па со новороденчиња, па да стигнеме до клучното нешто кое што баш и вие акцентот го ставивте така, е некако до година дена повеќе или помалку совеста е тука и некако се ослободуваме и после сметаме дека се е во ред, а ништо не знаеме што носиме скриено. Велиме постои генетика, но постои и епигенетика. Тоа се вика надворешен тригер кој може да направи состојба која може во одреден момент да направи да причини негативен исход. Јас би го кажала како негативен исход, така се вика. Тој период затоа и кога се запишуваат децата во градинка се бара да имаат здравствена состојба која е добра, но не тоа не значи само брисот носи од грло дека да имаат бактерија или нешто друго кое би можело во градинка лесно да се пренесува од дете на дете. Тоа се и други кондиции. Значи, често пати следењето на децата во тој период од првата до третата година кога и го градат својот имунолошки систем е многу важен да се знае бидејќи имате дечиња кои што често пати се разболуваат, други немате така често пати што се разболуваат. И тоа е некаква подлога за нешто. Зошто кај едни честото разболување е причина, за други работи кои може да доведат до оштетување на нешто што не сме го претходно препознале. Значи, следењето во периодите кога ги праќаме надвор од нашето видување, затоа што до година дена и мајката е практично присатна со детето повеќе или помалку на нашите простори, но по натамошниот период да следиме она што ќе ни нотираат. А тоа значи, ако се заморува често, дајте да го провериме срцето, да ги провериме останатите органи, еден добар систематски преглед кој случајно не постои како таков, бидејќи тој укажува дали кај децата со систематско следење на нешто што можеби и детето нема да ви го каже, бидејќи тоа не е како возрастен да се пожали на нешто. Да. Тие не го имаат тој стил на однесување. Кај нив постои едноставно само како да кажам, ако треба ептен да не му се удоволи па да се пожали на нешто, меѓутоа окото на лекарот е тој кој што ќе препознае во позадината дали имате подочњаци, дали имате околу очињата отоци, дали често пати се заморува, дали оди во тоалет по голема нужда, што е исклучително важно и за психичката состојба на детето и зборува многу работи во позадина, така да опфаќаме едно поле во кое што само добра анамнеза, добро упатување на тие систематски прегледи за да се открие која е позадината на нешто што во иднина може на вистина да направи проблем. Доктор Букова, еве ги споменавме систематските прегледи. Чисто вака, вие сте интерни, сте видели се и се што во вашата кариера. Колку кај нас тие систематски прегледи се реални, доволни, дали се чисто ради реда што велиме ние, колку матичните лекари се доволни и битни и чисто вака од ваше мислење, дали ние кај нас имаме место каде што може да се однесе детето, а и возрастниот, не зборуваме само за децата, значи да го однесеме некаде каде што може да се направи ваков сеопфатен преглед и колку лекарите воопшто ги земаат во предвид тие картони, јас мојот картон не знам каде е, кој знае каде е кај матичниот, јас да сакам сега вакцинален картон да извадам, треба на 5 места да одам да го извадам. Дали системот ни е мрежен вака или пак?
Вака, системот го пружа тоа што го пружа во моментот, меѓутоа тоа не треба да биде никакво оправдување ни за нас како здравствени работници, ниту пак, повторно ќе кажам, за нас како потенцијални пациенти. Значи, прво да се надоврзаме на тоа дете кое од породување го донесовме до некоја школска возраст, со сите тие протоколи кои родителите треба да ги наметнат и да влезат една здрава навика, односно да добиеме еден тинејџер кој нема да се плаши од чичко или тетка доктор, туку ќе му биде на ниво на здраво однесување да сака еднаш или два пати во годината без причина да се појави кај својот матичен доктор. Значи, тука првиот момент на кој треба сите да работиме, сите заедно, вклучително, почнувајќи од педиатрите, кои, за волја на вистината, се толку многу малку и толку малку време имаат за да се посветат и на овие превентивни прегледи, меѓутоа, морам да кажам, дека превентивата е секој пат поевтина во било кој смисол од куративата. Секогаш кога ние ќе вложуваме во превентивата, во тие систематски прегледи, кои секоја работна институција е задолжителна да ги прави на своите вработени, ќе бидат со минимум капацитет и квантитет и квалитет задоволителни, тогаш ние ќе имаме како многу позитивен одговор и многу помалку работа во куративата. Затоа што само што излеговме од еден пеколен период на пандемија, каде што ние гледавме, условно речено, здрави, прави до тогаш млади луѓе кои преку ног ги губевме. Што се случувало? Ќе каже времето пред нас, затоа што премногу би било паушално, а сега да зборам јас, кога се уште генерално не се средени сите податоци, зошто, како и на што се делуваше SARS-CoV-2 вирусот и кој правец го зимаше во кој момент за да има летален исход. Околу систематските прегледи, Законот за здравствена заштита и Законот за работни односи ги обврзува сите фирми да ги испраќаат, дали се прават како треба. Да ги испраќаат и тоа према работно место. Нели некои работни места, да речеме, на висина или работни места во кабинети, во рентген кабинети, каде што мора да се мери и озрачување. Систематските прегледи се на пократок период. Прашањето дали, каде и колку стручно и квалитетно се изведуваат би требало многу индивидуално да се поставува. Не можеме нели да ги кажуваме работите дека априори систематските прегледи да не ги генерализираме. Така е. Индивидуално е. Индивидуално е и законскиот минимум бара многу малку. Бара општа крвна слика, преглед на офталмолог. Така. Меѓутоа, пресекот кој ќе го направи специјалистот по трудова медицина и одговорот кој ќе биде напишан на тоа лекарско уверение да е способен, значи тоа лекарско уверение и тој систематски преглед не треба секој пат да значи дека вработениот не е способен за работа. Тој е способен, меѓутоа дали е комплетно здрав или се потребни дополнителни. Така. Значи, моите согледувања со години работам нели во ординација се дека кога веќе се прават тие систематски прегледи, да не биде проформе резултатот. Значи, на резултатот да се оберне внимание. Хиперхолестеринемија, вертигенозен синдром, висок притисок или било што таму е наведено. Што може да укаже на нешто и друго по-сериозно. Тоа мора да се додиагностицира и да се даде соодветна терапија. Зошто го прашувам ова? Еве, јас се сеќавам. Се може би е субјективно, нема да ми замерите. Меѓутоа, ние систематските прегледи, кога јас бев на училиште, ги доживувавме како ден да немаме часови. Ќе отидеме таму, нешто ќе не проверат на брзинка. Немав чувство дека е тоа нешто битно и сериозно за мене и за моето здравје. Го доживував така како нешто што морам. Дали е мое субјективно дека тоа така се протрчувало или пак
Знаете, во тој период зрелоста наша, односно на децата, е на едно ниво, а она што го покажува резултатот, бидејќи јас се сеќам, тоа било day off, меѓутоа од друга страна се земало и урина, се земало и крвна слика и понекогаш тука се диагностицирале многу работи кои што понатаму ги праќале децата, односно ги сугерирале родителите дека нешто се случува за да одат во подлабоки испитувања. Така да тоа воопшто не е банална работа за децата, сигурно бидејќи тие и онака во колективен, да речам, еден со колективно дружење, мене ме боцна, мене ми зедо и тоа имаше една така симпатична нота која и треба да биде така, бидејќи ние педиатрите ако немаме добар пристап кон децата, сигурно дека сите од овој бел мантел имаат одреден страв. И сите го некако како отпор даваат, а практично голем дел од работите, како што мојата колешка убаво напомена, практично треба добро да се увидат, да се превенираат, токму и тоа е идејата на систематските превенција, рано утврдување за можна евентуална позадина на некој тип на некое заболување, кое би било најпаметно да го знаат и родителите кај децата, понатаму како возрастни веќе и да го имаат. Би сакала сега и двете да ме искоментирате, ова се однесува нели и за децата, тинејџерите, меѓутоа и за возрастните луѓе. Има секакви случаи, значи некој нели може да се случи некогаш, ете кога ќе чуеме, трчал, вежбал на тренинг, паднал и толку било. Дали се работи за неоткриена, некогаш може да се случи да е нели нешто моментно. Меѓутоа, што доколку, каде е пропустот доколку ете се види дека на крај тој човек имал срцева мана, меѓутоа тој човек не чувствувал потреба да отиде на лекар. Како да знаеме или не знаме кај кој лекар треба да одиме? Децата кај педијатар до која година? Возрастните каде? Дали кај кардиолог, дали кај матичен лекар? Затоа велам двете. Видите вака, значи трчало и потоа се случило тоа што се случило, тоа може да биде фатална аритмија која што е врзана повторно со струвниот систем. Да, и Тоа е нешто моментно или нешто што се влече? Па сега видите вака, може да биде некој обичен вирус кој може да го истригерира срцето и во момент да предизвика така наречена фатална аритмија или да предизвика така наречен, што поретко го гледаме, детски срцев удари, затоа и не слушаме толку често за тоа, обично кај повозрастната категорија се јавува, но не е исклучено. Тоа сепак во позадината има некаков проблем кој што или се да речеме детето жалело на можеби некоја тежина во градите и тоа се случувало. Јас сум имала многу пациенти на кои е правено ехо на срцето и видено и увидено дека има некое или пореметување во спроводниот систем или некој тип на некаква вродена срцева мана која и можеби не е така страшна, ниту па некомпатибилна, но не изискува голем физички напор. На што треба да се насочат родителите, да не заборавиме и детските аневризми. Тие прават исто нагла смрт. Тоа значи тоа е нешто на кое главоболки чести ако има, или ако не се чувствува добро, или ако е омалаксано, или почеток на некоја малигна болест. Тоа се све некои аури на кои не треба само обично да се помине преку, туку сепак треба да се направи по-длабинско доиспитување. Еве, кај возрастните, на што треба да обрнеме внимание? Јас се плашам, нели велат отишол вежбал. Дали вежбањето е тоа што е тригер или пак нелекуваното, неоткриеното? Значи вака, синдром на нагла смрт е позната и кај возрастните. Значи, уште во нашите учебници, пред доста години што ги читавме, а се актуелни и квалитетни и сега, опишувани се случаи кога има човек кој ќе почине на свадба. Значи, тоа е синдром на нагла смрт. Тука не збориме за болест која била неоткриена. Меѓутоа, имајќи го во предвид, повторно ќе спомнам периодот кој го поминавме, меѓутоа и начинот на живот, конзумирање на ваква или онаква храна, гојазноста, кога сега е здравствен проблем број 1 во цел свет. Значи во школите, во Европа, посебно во Скандинавија, посебен акцент се става на зголемена телесна тежина кај деца која понатаму ќе прерасне како гојазност или метаболен синдром кај возрастни. Значи, не можеме априори да кажеме дека тоа е состојба, освен ова што го кажавме синдром на нагла смрт. Скоро секогаш има позадински нешто, некој симптом кој ќе го, кога јас често пати сакам да им кажам на пациентите, послушајте си го организмот. Нешто ќе ви каже. Препознајте го сигналот и помошта што ја бара од вас. Тоа не значи дека при секоја главоболка треба да се трча на доктор, па
и да се барат нереални испитувања, меѓутоа, секој еден симптом кој ќе трае повеќе од 7 дена и ќе се интензивира или бар нема да намалува, заслужува да му се обрне внимание и да се оди кај матичниот доктор. Тука е пресекот, тука ќе биде триажата. Значи не е оно ние кога велиме од нигде никаде не, од нигде никаде имало нешто што не е евентуално третирано. Во најголемиот број случаи. Кажавме, има и од нигде никаде, меѓутоа тој процент е многу мал. Затоа здравствениот систем и така е формиран. Матичниот доктор е тој кој го има вашиот картон, кој вие сте си го зеле, да речеме, од вашиот педијатар и е донесен тука. Стварно, сега, за волја на вистината, многу малку имаат време и да се посветат матичните на секој картон, меѓутоа, воколку јас зборам картон, а при тоа мислам на пациент. Меѓутоа, кога ќе дојде пациентот и ќе каже дека има таков и таков симптом и сериозен матичен доктор ќе го отвори картонот, ќе види кога вие последен пат сте дошле, ако тоа прогредира, ако вие веќе подолго време се жалите на ист симптом, должен е и секако ќе ве испрати на втора инстанца испитување, секундарно па понатаму и терцијарно. Ние тука правиме грешка. Македонецот, матичните лекари ги користиме чисто како кога треба да се препише рецепт или така нешто, а веднаш одиме кај специјалисти, бараме веднаш термин кај специјалисти за повеќе. Еве јас чисто ќе зборувам од своето искуство. Работите што ги има на тој картон ги имали некаде на интернет, еве сега сме 21 век, бидејќи јас не се сеќавам дека кога сум била кај било кој специјалист ме прашал за некоја историја на таа болест, можеби нешто од тој мој картон било битно. Јас доаѓам прв пат кај него, доаѓам со книшка или без книшка со еден упат и тој лекар едноставно нема никаква информација за мене. Вака, системот е вмрежен, матичниот доктор ги внесува не дека ги нема вашите податоци од детство, затоа што тоа е една преголема административна работа некој нели да ги внеси да го наполни тој систем. Меѓутоа, тоа што го има матичниот доктор е од кога сте кај него матичен, има електронска евиденција за каде ви е даден упат, било лабораториски, било специјалистички и во секој момент со упишување на вашиот матичен број знае и кога го отвара програмот за да го воведе вашиот нов преглед, може да види каде сте биле вчера или каде сте биле пред 2 месеца и кој е резултатот. Значи, иако вчера ви испрати матичниот на рентген, на бели дробови, и ако вие го немате резултатот кај вас, во систем може да го види. Значи, има минимум податоци кои може да ги види и да ја следи или да ја усмери, да ги усмери испитувањата ваши понатаму. Не од вашето детство. Затоа што сепак тоа е еден многу погломазен систем кој треба да се ангажира за да се внесат тие податоци. А педиатрите пак си имаат исто свој програм каде што се внесува секој момент и секоја посета. Така. Ова го прашувам зошто би сакали да ми скоментирате, еве како во случајот со малата Јана или било кој друг таков случај, значи кога одиш итно на лекар, тој лекар кој што ќе те прими таму ги нема информациите, имаш одеднаш болен човек, болно дете, малте нели треба брзо да се реагира, а се немаат информациите. Дали тука може да се направи грешка или пак тоа не е толку страшна ситуација, да речеме? Зависи во конкретниот случај, видовте дека исходот беше страшен, меѓутоа... Да, меѓутоа нели се спекулира, имала шекер деветка па се ставило плюс па тоа се нема да го коментирам сега заради тоа што тоа е еден стрес го качува шекерот, а камоли други некои ситуации за кои сега не можам да дебатирам и не би сакала, но би сакала да кажам следново. Има некои работи кои што велат лекарот е сепак она кој што го носи со себе, тоа е знаењето, односно умењето. И да не му кажат да препознае од пациентот. Впрочем, влегува дете, го гледате по очите. Ако има подочњаци, ако тоа може и да не зборува, да не ви каже ништо, па ако е па во состојба која што веќе е доста
алармантна, да ја кажам, самиот лекар нема што да чека, веднаш го легнувате во постела и земате основни анализи преку кои ќе можете да знаете во кој Каде правец да понатаму, делувате. Не е секогаш само антибиотикот лек, некогаш многу други работи може да помогнат многу повеќе отколку луѓето мислат дека едноставно само долендациноте рецимо во болнички услови, што не мора да значи. Значи има многу работи кои што сепак се темелат на едно добро познавање, што велам јас сепак и годините и искуството си го прават своето. Имаше едно правило кое вели дете не го пуштај дома кога веќе дошло. Освен ако не е навистина само банална негова температура, меѓутоа и за таа банална температура, ако не ви се допаѓа аспектот, затоа јас велам првата работа што и доктор Бухова ја кажа, аспектот го гледате на пациентот. Тоа значи како на вас ви се практично оценува тој пациент. Дали е средно, дури има ние во историјата пишуваме дали е ви изгледа дека е сепак доста болен, средно болен или не, или е сепак само некоја банална работа. Имате нешто што го носите со себе при препознавање на тие работи, кој што го прави искуството, знаењето, значи сите тие работи заедно. И ако ви влезе пациент кој, како велиме, нешто не ми се допаѓа, тука веќе нема дилема дека морате да направите по... Сега кога сме кај ова, дали може чисто да направиме една генерална, не знам, препорака или оценка за децата, а и за возрастните? Кои се тие лекари, кои се тие испитувања што треба да се направат, да речеме, до 15-16 година, за да бидат родителите мирни, а и децата, не знам, дали е кардиолог, дали е крвна слика и за возрастните, нели? Ајде најпрво за децата. Кај децата сепак крвната слика доста покажува работи, пред се и за самата ухраната, значи нели како се храни детето, обично знаеме дека честите анемии се причинители заради кои децата имаат и одредени други понатамошни симптоми, значи обично една крвна слика и ЦРП. Јас го сакам ЦРП-то затоа што е сепак еден маркер кој укажува дали постои или не скриена инфламација во организмот. Жариште, и истата, ете така, односно жариште, кое што би можело да значи дека нешто скриено лежи во позадина и сигурно дека едно ехо на срце не е на одмет да се прави, дури ние ве едуцираме доста и од колегите кои би требало да знаат да препознаат нормално срце и евентуално некои одстапување од нормалата. Доволно е толку некогаш еден добар скрининг, велиме ние. Тој скрининг само ќе ве упати околу тоа да поделите основни работи, дека нешто се случува на што треба да се обрати внимание и дека сепак детето е здраво. Затоа што имате и друга една состојба, јас сум имала на пример мајки кои често пати доаѓале затоа што се па премногу исплашени и постојано барале болест кај своето дете. И тоа не е во ред. Така да треба да се разграничи, што велите, став да се има, да се ослободат родителите, дека сепак е детето здраво или и дека има нешто на кое треба да се обрати внимание. Значи, добар преглед, добра анамнеза, основни работи, крвна слика ЦРП и евентуално ехо по органи, кој што го велиме ние, кој не е на одмет некогаш да се направи и тоа како обичен скрининг кој би укажувала да доколку детето ви се пожали на нешто, сепак во тој систем да обратиме повеќе внимание. Скрининг, ништо повеќе од тоа. Скрининг, следење и скрининг и човек на кого ќе имате доверба, односно лекар. Така да прашувате, дали се менува ситуацијата кај повозрастните? Ние сепак и кардиолог, и пулмолог, и гинеколог, некако... Не, за почеток е сосема доволно исто. Скрининг. Добар доктор, кој го познава веќе тоа дете што пораснало, значи добар матичен доктор, добра анамнеза, крвна слика и ЕКГ е сосема доволно и слушалки. Да, слушалки. Слушалки. Стетоскоп кој обавезно ќе се стави во уши и на гради и на грб на пациентот. И мерење на притисок. Сосема доволно. Ништо друго. Ама од податоците кои ќе ги добиеме, од првиот преглед, првата анамнеза, првиот преглед и лабораториските испитувања и ЕКГ-то кое веќе сме го порачале, после тоа веќе ќе бидеме усмерени дали треба ехо, дали треба рентген, компјутер, проширена лабораторија. Значи, нешто на што морам да обрнам внимание, во последно време сите станавме доктори. Не само ние докторите. И Google е главен. Всичко доктор Google е главен. Значи, доаѓаат, бараат испитувања, тумор маркери, бараат хормонален статус. Сепак, да оставиме докторите, тој што кај кого се
си му дал доверба да одреди кога треба тумор маркери да се испитуваат и кога треба хормони да се испитуваат. Затоа што ништо што нема потреба од агресивни испитувања и агресивни методи, ако е без потреба и без симптом. Значи, сликата која е потребна, пресекот кај мало дете, е апсолутно истиот скрининг потребен и кај возрастни. Ја сега морам тука да забележам дека мојата генерација, да не речам, имаме една дупка. Ние во периодот кога јас бев дете, тога беа поликлиниките каде што не беа матичните лекари, па после започна приватното. Сега мислам дека се доведуваат во ред секој да си има матичен лекар, меѓутоа има една дупка во која што ние шетавме од лекар до лекар, еден, друг матичен трет, вака ќе биде, така ќе биде. Како би оцениле сега состојбата со матичните лекари, бидејќи за време на короната имаше од страна на пациентите многу жалби и поплаки дека некој од нив и не им кревале телефон. Значи, генерална ваша оценка за ангажираноста и сериозноста на матичните лекари. Значи вака, ќе ги поделиме периодите корона и условно речено обичен период. Короната беше тоа што беше, и тука не можеме да генерализираме, имаше матични доктори кои лекуваа, дури и лекуваа, што Комисијата за заразни болести строго забрануваше. Имаше матични доктори кои ги почитуваа правилата и одговараа само на телефон. Меѓутоа, тоа е еден специфичен период. Матичните доктори се обврзани со програмот кој го имат од Фондот за здравство, зашто нели капитациониот бод кој се исплаќа кај матичните доктори е врзан 70% по број на пациенти и 30% по остварени цели. Што се всушност целите, да не должам да не се забуни народот. Значи целите века толку од 1000 пациенти, 100 треба да ги повикаш на превентивен преглед, односно да дојдат на превентивен преглед. Што се случува? Во таа година дена, од тие 100 пациенти може да дојдат само 30. За другите 70. Матичниот доктор испраќа препорачана покана на адресата која има во мој термин и го поканува пациентот на преглед. Пациентот не е со ништо обврзан да дојде. Меѓутоа, фондот како казнени поени го казнува матичниот доктор околку не изреализира тоа што треба, односно тие цели што сега, тука би ја кажала јас таа аномалија која треба еден сериозен здравствен систем ќе се согласите нели да се исправи. Значи, мора едукација, мора да се збори дека еден тинејџер кој секако нормално конзумира и газирани пијалоци, нездрава храна и дека мора да се збори дека он не сме така одеднаш да истрча на терен и да трча не знам колку минути. Да, оно што го велиме, ако сте на сонце не влегувате во ладна вода, може да се случи шок и така натаму. Едукација и само едукација. Од најмали нозе да се знае дека спорт мора да се спортува, меѓутоа кога, како и колку. Така е, да се знае дека тие прегледи кај кои мајката го носи детето нели во првата година и понатаму, после тоа во тинејџерските години мора сам да оди. Мора да се створи навика на прегледи, сами да се дисциплинираме. Воколку одиме, доволно е еднаш во годината една проширена лабораторија. И ова што го кажав, ЕКГ, без, ако нема потреба, ниту еден доктор нема да ве праќа и нема никој да биде пратен на ехо на срце, стрес тест или ехо на стомак. Нема потреба. Доволно е од некаде да се почне, меѓутоа значи, и да се бараат одржува родителите по дефолт да се прави тоа кај тинеџерите затоа што крвната слика всушност ќе упати, така? И слушалката, и ЕКГ-то. Значи, бидејќи има родители кои што дај подобро да направам истрете си ЕКГ и ова и све, значи нема потреба да толку да се оди така. Знаете како довербата ја создавате заедно со лекарот. Ние сме практично дел од фамилијата веќе, уште од самото раѓање и понатаму додека не стигнат еве кај вакви матични лекари кои ќе ви влијат доверба, бидејќи некогаш довербата е клучна за се во животот. Така да едно од начините на кои ние и во делот од едукативниот процес што го спомна доктор Бух, ова е практично
довербата што ја стекнуваат родителите, фамилиите кон нас како лекари, од друга страна и доколку во тој скрининг ЕКГ јас ги заборавив, значи слушалките ви се основа за све, и тоа не случајно не е асоциацијата за лекаре практично или слушалките околу нас, бидејќи стетоскопот е тој кој што исто така ни е прозорец внатре во виталните органи да ги открие сите евентуални недостатоци, меѓутоа и она кое што ако навистина има потреба да се следи, ќе се следи и понатаму се договараме. Ние често пати кога ги пренесуваме децата од педиатри, кога одат кај интернисти, практично се договараме што сме ние до сега направиле, за да може тоа се понатаму да си проложи во еден нормален ред. Меѓутоа, Сега каква е ситуацијата со педиатрите во Скопје? Претпоставувам дека може би има доволно, меѓутоа како е кон останатиот одмак? Не матични лекари имаме, интернисти имаме, ниту во Скопје, значи. Ниту во Скопје. Мислам дека педиатрите, алармиравме долго време за тоа дека ќе настапи дефицит на тие кои што практично се одговорни за децата, бидејќи не е иста специјализацијата по педиатрија со сите останати. Тука се знае дека посветувате внимание комплетно на детето од самото раѓање, како што и почнавме прочем, и верувам дека еве сега некако ради тие дебати кои беа такви, некако имаме една специјализација колеги кои треба да се педиатри, меѓутоа и специјализацијата Треба време. И едукацијата и сето тоа понатаму, пак е таа доверба не е само неколку часа или неколку дене или неколку тука, сепак времето си го прави своето. Времето си го прави своето. И искуството. Така. Дали можеме чисто како нема да не ги преплашиме, нели, меѓутоа би сакала еве чисто кои се оние акутни болести или кои се оние болести кои што може не дај Боже да доведат до еве на некој начин брза смрт кај децата, на што да се внимава, што таксативно да ги наредиме, нели, што све би можело да биде до толку алармантно. Во основа треба да го следиме детето, рековме, значи ако имало и проблем при самото раѓање, тоа значи дека нешто се случувало и дека не можеме да знаеме точно како ќе се развиваат тие работи. Значи првото прашувате како се роди детето, дали нормално било раѓањето и дали веднаш заплакало. 3 клучни работи. Тоа вас ви укажува како ќе се развива понатаму мозочето, бидејќи рековме дека особено кај децата голем процент од работите се проценуваат преку нивниот развој, кој е врзан исто така и со мозокот. И тој пластицитет на мозокот што го кажуваме, укажува дека со тек на време можат некои работи да и се случиле како одредена родилна траума, понатаму да се надминат. Но дел не се надминуваат, заради кое треба да исто така ги советуваме родителите да чисто внимаваат околу нивниот развој, тоа е прво. Второ, срцето, рече колешката Бухова, значи едно ЕКГ, ништо не кошта едно ЕКГ. Тоа се и малку време и буквално една метода која што сите ние ја полагаме како број 1, нешто што треба да го знаеме, работата на срцето. И тука може да се види дали има одредени отстапувања од неколку параметри кои укажуваат дали понатаму ќе одиме подлабински во однос на испитување и се разбира слушалките, односно слушањето на срцето и евентуално таму постоењето на некој шум би значило нешто во однос на срцето, а слушањето на белите дробови би значило дали таму се во ред, бидејќи честите горно-респираторни инфекции кај децата кои што се најчеста патологија, може да значат и одредени, да кажеме, афекции на белодробието кои понатаму би значеле и побрзо разболување, па дури некогаш ете такви ненајдени состојби на брзо гушење кои може да доведат до потреба од итна интервенција. Значи 3 работи кои што само треба да се знаат и да се следат, тоа се клучните органи. Мозокот, срцето, белите дробови. А околу стомакот и бубрезите, тоа си се следи во секојдневието. Така да тоа се работи на кои што сепак треба да обратиме внимание и најбитното, прво и последно, тоа се очите. Очите кај децата зборуваат се. Колку и да сакаат да скријат некоја болест, кој ќе го погледнете едно дете, преку очите ќе ја видите целата внатрешна состојба. Било да е дури и психичка, дури да е одредена органска болест, се излегува преку очите. Тоа што велите се гледа, би сакало и да ви поставиме до прашање, меѓутоа само да не избегаме сега од овој дел, кај возрастните. На што треба јас да внимавам, што може да ми укаже, нели велат, има некои работи кои што претходат на некои силни состојби како срцев удар, мозочен удар, нели доколку имате потешкоти во душењето, во боли стомак, што е она на што треба да обратиме внимание, да речеме еве да не алармираат, да бидеме посериозни за да не дојдеме до срцев удар кој што нели ќе биде јак и ќе не. Многу кратко и едноставно. Регулиран притисок, регулирани масноти, регулиран шекер. Од тука почнува се понатаму. Значи, воколку сме дисциплинирани,
регулираме крвен притисок, регулираме основна лабораторија. Со тоа, значи, хепаталниот статус е регулиран диабет, гликемија, може да бидеме мирни и со самодисциплина и нормален живот овозможуваме здрав организам. Ова што го споменавте за очите, често пати на интернет се случувало да се види некој ќе објави фотографија, дали од детето, дали од возрасен, и некој доктор подлу да искоментира, да каже имате црна линија на устната, проверете си го срцето, или окото, не знам што, проверете му го на детето ова и ова. Вие лекарите си ги знаете, меѓутоа има ли некои така основни показатели што ние можеме, не знам, жолтило е жолтица или не знам жолчка и така натака. Никогаш сликата не е автентична на реалност. Значи прво сигурно дека случаи имаше по транските медиуми дека го спасил животот на детето преку коментар на Facebook и така натака, нели, случаи. Тоа може да биде помагало едно. Јас не велам дека често пати јас добивам исто така одредени слики и првични моменти во кои би можеле да се евентуално препознае, што рековте вие, дали имало црта или не, или жолтило или црнило под очите и така натака, ако добро се направи сликата, бидејќи некогаш може истото кој ќе го видите на живо да не е исто. Така. Но одредени биохемиски анализи кои се прават или одредени консултации, и ако го знаете пациентот, значи многу е важно да го знаете, не по прв пат само. И сигурно дека тоа знаете дека тоа не е вообичаено, за не е некој ќе вообичаено, убаво би било. Може да се даде, да кажеме, прелиминарно некош и да го ослободите родителот, ако е некое време каде тие сега не би требало да се малтретираат повеќе и помалку, или можеби за никаква работа, а се вознемирени внатре, па цела ноќ ќе бидат практично вознемирени. Значи ослободување од одредена вознемиреност сигурно дека би можело да биде од помош. Но тоа сигурно не би значило трајно доколку проложи таквата кондиција или нешто што сепак е загрижувачко, тогаш би било добро да се сепак видат, да се види тет-а-тет односа, да се види како е во живо. Дали можете генерална оценка да ми дадете, што е најбитно? До сега разговаравме за оној дел од вашата страна, од лекарската фела, меѓутоа ајде рете да си признаеме и ние пациентите дека ниту сме совесни, ниту сме информирани, ниту сме ажурни околу нашето здравје. Една генерална оценка во Македонија пациентите, млади и постари, дали воопшто превентивните прегледи ги есапат како нешто битно, колку се грижиме ние самите за нашето здравје, колку сме, да не речам, совесни? Прво, само сакам да се надополнам на претходното прашање, да не испуштиме околу тоа очите колку ни кажуваат се и колку очите на докторот се многу битни. Не смееме да заборавиме менталното здравје и кај малите деца, и кај адолесцентите, и кај возрастните. Поготово сега, после короната, кога исплива се што било или не било, да не навлегуваме дали имало или немало. Меѓутоа, ние сме сега исправени пред една условно речено епидемија од анксиозно-депресивни состојби, кои самите по себе, после одреден период на ментално може да дадат и органски последици. Значи, многу голем момент на кој мораме и ние како доктори да обрнеме внимание, а и родителите да обрнат внимание на однесувањето на децата и на посебно на тинеџерите. На вашето последно прашање, дали ги есапат? А јас сум многу позитивно изненадена во последно време. Пак може би тоа се уште стравот кој го носиме од корона периодот. Позитивно сум изненадена колку се есапат тие систематски прегледи. Дури и можеби со одреден број на пациенти доаѓаат со преголемо акцентирање на било која покачена вредност, меѓутоа јас и повеќе го сакам тоа акцентирање, секако ако не помине во панична состојба, отколку себе занемарување. Да, секогаш ги имало, ги има и ќе ги има и тие кои ги се фамилизираат и со веќе појавен симптом и вика не ми е ништо или ми е од времето. Сигурен сум јас, не ми е ништо, ќе ми помине, да. Така, или ме фати дождот. Мене ме боли глава од што треба да работиме на тоа да ниту еден симптом не остане бутнат под тепих, односно тоа што го кажав на почеток, да си го почитуваме сигналот кој организмот ни го дава, да го препознаеме и да го испочитуваме тој сигнал.
Како е кај децата и кај адолесцентите, да речем? Апсолутно се сложувам со доктор Бухова со се што кажа и сметам дека подобро е да се акцентираат некои работи доколку се приметат дека се одстапуваат од норма, отколку да се занемарат. Па сега во однос на родителите ги има секакви. Јас малку повеќе ќе останам резервирана околу фактот да проверуваат одредени знаења преку интернет, кој стана доста популарен. Тоа значи дека и ние малку да се запрашаме реално зашто е тоа така, ама како и да е дури... Некои се правдаа дека тоа е поради недостапноста на не знам, специјалисти, лекари. Рековме на крајот на денот пак е тоа до довербата, но добро би било да кога би се правеле тие анализи како такви, да нивната грижа сепак биде добро уважена од наша страна, добро испочитувана и на крај да сепак им дадеме правец за понатаму во кој што сигурно дека реалноста треба да биде. Некои дури одбегнуваа да се соочат со нешто што ќе им го кажеме, да знаете дека и тоа го има. Значи ние упатуваме кон тоа, сигурно на еден начин на кој што треба да допре до нив. Што знае дека може би добро ми е на детето ништо не може. Токму тоа се двете крајности. Затоа што и ова да не го занемариме, а тоа е па уште полошо отколку ова што вели доктор Бухова, дури overestimation или дури претерување во однос на интерпретација на резултатите со кои ние треба да бидеме доволно достапни и начинот на кој што ќе го одговориме нивното прашање или нивната сомнеш да биде реална за нив да ја прифатат, бидејќи и кај секој родител и кај секој од нас постои страв. А стравот е тој кој што на крај од белиот мантил зависат сега сите тоа претерување кај некој и од тоа одбивање кај други некако не води до тоа дека колку што короната може би малку не направи само свесни за да конзумираме доволно витамини, за да одиме на лекарски прегледи, што велите малку изголемено, меѓутоа направи од другата страна една друга ситуација која што не е толку добра секаде во светот. Одредени акутни болести велат дека се многу засилени, токму поред тој вакуум на неодење на лекар, неконтролирање, не знам, шекерот, диабетот, дека е во голем пораст, не знам и така, некои малигните заболувања, односно неодењето на лекар тие 2 години доведе кај некој да се тие состојби малку ете така занемарат и да се дојде до понесакани последици по здравјето. Дали тоа е завршено? Дали сега само ќе ги гледаме бројките во пораст, дали сега со почнувањето повторно на контролите би се смалили или пак тоа ни укажува на нешто друго? Вака, тоа е данок кој го плативме повторно на пандемичната состојба. Немаше доктор кој не беше или медицинско лице кој не беше ангажиран во прелекување. Само ковидот, така. Вака, имавме состојби да речеме и крајните исходи смрт од ковид и смрт со ковид. Значи, паралелно се третира и хроничните или акутните болести кои во моментот доаѓаа. Меѓутоа, секако дека ниту еден здравствен систем не можеше да одговори ниту физички, ниту со капацитет медицински доволен да посебно ги третира, а и за стварноста беше друга. Немавме едноставно само, многу ретко беа само диабет, условно речено, или само хронична болест, туку секој пат беше во тие 3 години комплицирана со корона. Меѓутоа и пациентите избегнуваа воопшто затоа што имаше случаи отишол за 5-та работа заболел од ковид во... Ама немаше никаде да оди, токму тоа го зборам. И покрај тоа што отворените ковид центри работеа 24/7, сепак не знаевме дали тој пациент што ќе дојде со главоболка е позитивен. Во моментот на преглед може би бил негативен, меѓутоа може би бил во инкубација и кога ќе влезе веќе на оделение, он е позитивизиран. Значи, тоа беше една друга состојба. Затоа може би немаше доволно места, доволно термини и луѓе кои ќе ги вршат превентивните прегледи. Одавна веќе е влезено во мој термин, си има ред кој колкав е редот и листата на чекање, знае секој субспецијалист, меѓутоа мораме да се вратиме на основните пред корона навики кои ги имал, а кои ги немал да ги стекне, значи превентивните прегледи, кои секако ќе повторам, во секој случај помалце чинат
и финансиски, меѓутоа помалце чинат и емотивно да се изгуби, не дај Боже, нели, млад член на фамилија, тоа е многу кошта, многу емоции, живот. Тоа се трагедии големи. Затоа зборам, превенцијата во секој случај помалку кошта во било кој смисол. Еве, чисто коментар како за крај, ке ми простат гледачите, на српски е ова изрека, да црвени, како беше, жути жутују, црвени путују, кои се века, ја мене ништо не ми е, куршум не ме бие, тие знаат да отидат за еден ден, а оние кои што се стално болежливи, дали тоа можам јас да го преформулирам дека тој што е редовен кај лекарите, фактички ке живее? Добро парафраза правите. Буквално така е, жолтите жолтеат, ама црвените патуваат, тоа сепак да не заборавиме дека животот е навистина непредвидлив. Покрај нашето здравје кое, еве ќе кажам, некојаш велат пука, може да се случи се. Сепак да сватиме дека има и една српска пословица која вика данас јеси, сутра ниси. Така е. И треба да размислуваме тоа, не да не стави во на црната страна на размислувањата, меѓутоа сепак да не држи во еден така наречен граничник. Во тој граничник треба да знаеме до каде ни е тој граничник, во кој што таа превенција е услов за добро здравје. Кога знаете дека сте направиле се, и ако веќе и се случи нешто, тогаш веќе така велеше професорот Волнет Старова, стално го кажувам и го парафразирам, СНЗ, само небото знае. Ке се оправиме ли како народ македонски да сме малку да имаме здравствена култура, да речеме? Мислам дека се оправаме таму каде што клима. Тој сегмент е обуките, едукацијата. Од градинка, основно школа, родителите, сите ние. Значи тоа што треба каде што сме забележале дека фали информација, не мора да е обука, не мора да е класична едукација. Информација, да ја пополнуваме, да ја субституираме таа празнина која се покажала во системот и да ги мотивираме повторно да дојдеме нова на превентивни здравствени прегледи, за да имаме што поздрава млада генерација. Како би го скоментирале тоа што се фрла дрве и камена по лекарската фела? Генерално, зборувам, вие сте најголемите кривци за се и се што кога ќе се случи. Тоа е едното, и второто, опременоста, лекарствата во Македонија што ги има, можеме ли подобро, добри сме, не сме добри? Не сме така лоши. Значи, мислам дека повеќе се кажуваат тие негативни страни на приказната, а не се кажува за тоа дека, еве, аз конкретно можам да речам, во однос на новите иновативни терапии сме отидени паралелно со Словенија. И тоа е исто нешто што треба да се исто така укаже и акцентира, па не сме толку лоши, за многу работи имаме навистина со што да се пофалиме. Еве, гледате, и трансплантацијата веќе ја дигнавме на едно ниво, и за многу други работи имаме слух, нюх, кога ќе отидеме надвор, поготово во однос на нашиот еден шмек што го носиме природен, можеме многу да се пофалиме за многу работи, меѓутоа сигурно дека постојат и тие другите крајности што ги напоменавте. Тоа веројатно треба малку да сите некако спласнеме со тоа инфлуенсерство околу тоа дека ние лекарите сме, да кажеме, на некој начин и кривци за се. Не е баш така, и ние сме луѓе. Постојано се барат дека е кривец лекарот, или се некогаш најдобро би било кога би си направиле ауто ревизија на нештата. Значи, самите фамилии не им е крив лекарот доколку се случи некоја трагедија, кога ќе се случи. И секој лекар се прашува можев ли нешто повеќе, тоа е човечки, нормално така. Видите, ја имаме таа Хипократова заклетва. Сигурно дека не сме сите исти, некој сака повеќе внимание, и родителите не се сите исти, имате и агресивни родители. И кај нас имате лекар кој што треба можеби повеќе внимание да обрати за некои состојби. Така да, некаде тука е тоа плюс или минусот. Помалку треба и ние сигурно ретроспектива да си направиме околу нашето однесување, знаење, умење се, она што го бараат пациентите од другата страна, и тие се пак да знаат дека длабоко во душата секој што се одредил да биде лекар ја носи таа хумана страна. А хуманата страна е токму тоа, да биде човек. Така, и за крај, доктор Гуга, ќе завршиме со вас. Ние возрастните велиме, ако ти е нешто, бегај на страна, бегај во странство, овде ќе те умрат, или не е баш така? Не. Апсолутно не е така. Овде нема да те умрат. Како што рече и доктор Стојанова. Борецме со лекови, со процедури, со тие работи, затоа и тоа. Значи, идеално нема. Да. Идеален систем нема никаде. Ни таму во странство, кај што сакаме да бегаме, нели,
да бегаме во странство и таму нема идеално. И таму некаде се чека за обичен преглед кај матичен доктор по недела дена. За посериозни интервенции има листи на чекање. Меѓутоа, не сега да ги критикуваме системите. Ајде да го видиме доброто во системот. Имаме голем процент на добри, многу добри и достапни матични доктори. Од тука почнува се. Не би рекла и никако не можам да се сложам дека ако те заболи нешто бегај надвор. Не, јас би кажала токму тоа што го кажа доктор Софијанова, довербата и отворените разговори со докторите на примарно, секундарно и терцијарно ниво се пола излекувана болест. Ви благодарам многу за гостувањето, вам ви благодарам што еве се надевам дека неколку информации малку да ве исплаши, да стегнеме, малку да внимавате повеќе на вашето здравје, но и во секој случај да ве опуштиме дека не е се така црно и страшно. Едноставно треба да сме свесни и совесни дека лекарите се тука да ни помогнат. Вие бирајте кој ви се допаѓа или не лекар според тоа колку има направено зад себе, а и нели според односот како што рековме кон вас, дали ви обрнува внимание, дали е човек. Но на лекар мора да одите од време на време, превентивно да го контролирате вашето здравје, а вие родители да ги контролирате вашите деца. Не се случува прекуњок за некои работи, едноставно не сме биле доволно ангажирани за нашето здравје за да ги откриеме на време, да сме ги откриле, можеби исходот би бил друг. Се надевам дека ви информиравме и дека извлековте поука од оваа емисија. Ви благодарам што не гледавте. Останете наедно за сите нови вести.